Македонија континуирано се соочува со енормно загадување на воздухот, кое како и секоја година така и оваа добива поголеми размери во текот на есента и зимата. Повеќе градови се соочуваат со истиот проблем, но овој проблем најпрво ќе се решава во Скопје. Ќе се прават измени на законот за технички преглед на возилата и ќе има задолжително мерење на издувните гасови, за да се категоризираат возилата како загадувачи. Оние кои ќе добијат црвена налепница ќе бидат исклучени од сообраќајот во централното градско подрачје во Скопје. Како предлог мерки кои ќе се преземаат се и мотивирањето на граѓаните да користат пелети за затоплување, но и да се зголеми бројот на корисници на централното грејење. Ова се дел од мерките кои беа најавени на состанокот помеѓу Министерството за животна средина и градоначалниците на скопските општини. Дали вакви мерки ќе бидат преземени и во останатите градови, каде загадувањето на воздухот подолг период ги надминува границите на дозволеното, не е јасно. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки најави и неколку предлог проекти, како субвенционирање на филтри во институциите, поставување прочистувачи на воздухот во градинки, училишта и болници, поттикнување на употреба на електрични возила и зајакнати контроли. Според него, мерките се скапи и затоа би требало да бидат предвидени во буџетот, за да се преземат чекори за намалување на загадувањето на воздухот. Битола, Тетово, Куманово, Велес, Кавадарци се само дел од градовите каде во континуитет загадувањето е енормно. Во повеќе наврати концентрацијата на PM10 честичките била поголема и за неколку пати од дозволената.